Гледачи, вие сте во најновото издание на Откриени тајни, 11:30 часот сабота. Посакувам добре дојде на сите кои што се редовни гледачи и за новите кои што сега се вклучуваат. Ова е мини серијалот во кој што ги обработуваме 24 карактеристики на генијалците кои што ги има откриено доктор Алфред Бариос, кој што во 80-те години има откриено дека сите генијалци има 24 заеднички карактеристики. Тој што има откриено е фактички дека овие карактеристики не се генетски преиспонирани карактеристики, туку се карактерни особини кои што секој еден човек може да ги вметне во својот карактер и токму поради тоа и целта на оваа емисија да ги промовираме овие карактеристики се со цел за да можеме да ги вклопиме во нашиот карактер како навики за да можеме да имаме подобар и полесен успех во нашиот живот. Она што во оваа емисија ќе го обработуваме е една од карактеристиките на генијалците, индивидуализам. И доктор Алфред Бариос вели: правите ги нештата на начин на кој што вие сметате дека треба да бидат направени, без страф од нечие неодобрување. Кога размислував за оваа тема, сватив дека ќе има една работа која што ќе морам да ја едноставно разјаснам повеќе кога ќе зборувам на оваа тема. Колку е убаво човекот да знае што сака. Само довербата фактички е верба во сопствените одлуки и верба во патот кој што ги имаме одбрано и сакаме да го следиме тој пат. Секој еден од нас е индивидуа која што е оригинална. Јас имам своји цели, јас имам своји мотиви во животот, знам што е тоа што сакам да го направам и да го постигнам во својот живот и постоење и го одбирам патот по кој што мислам дека е најдобро да го реализирам самото тоа. Секако дека во околината и оние блиски кои што не сакаат, секогаш сакаат да ни помогнат на начин на кој што ќе ни дадат некоја сугестија како полесно да стигнеме до успехот или можеби ќе ни кажат дека не е добро тоа што си го одбрал сега, знаеш треба да го одбереш ова или треба да ја следиш оваа цел или треба да го правиш едното или другото или како и да е. Значи битното што треба да го кажам во оваа емисија што сакам да го кажам е прво е дека многу е битно да ја задржиме нашата индивидуалност и второ не ни идејата да станеме само ние во животот кој што ќе се бори против секого, едноставно ќе биде до толку индивидуализиран. Имаме два термина кои што ќе ги расчленам. Индивидуалност е еден термин, индивидуализација е друг термин. Кога почнуваме да бидеме индивидуализирани од другите луѓе, тогаш не ни е гајле за никој друг. Тврдоглави сме у тоа што ние го сакаме, без грижа за како се однесуваме кон другите луѓе, и тогаш нема да успееме. Поради тоа што нашиот опстанок зависи од сите околу нас. Целата идеја е како да успеам и како при тоа да ги привлечам другите луѓе кои што се околу мене, мојата фамилија, моите пријатели, да ми помогнат во реализирање на целта која што ја сакам. Да го задржам патот кој што го имам зацртано, да ја задржам оригиналноста, да не се сменам во некоја друга индивидуа која што можеби околината подсвесно сака да ме смени, да ја задржам мојата индивидуалност, но при тоа да имам убава комуникација, убав однос и разбирање за другите луѓе кои што добронамерно сакаат да ми помогнат на можеби начинот на кој што тие мислат дека треба да го одбереме за да стигнеме до нашата цел. Знаете, имаше една приказна каде што имало некој човек кој што му кажал на својот пријател: "Добро, зашто секогаш го одбираш најтешкиот пат?" А другиот човек му рекол: "Ама ја не гледам друг пат." Тој е единствениот пат кој што го гледам. За нас тој е патот кој што ќе не донесе до успехот, можеби за другите луѓе. Од нивната точка на гледиште постои некој друг пат. И секако дека сакаат добронамерно да ни приидат, да го реализираме тоа, и ова е емисија и за луѓето кои што сакаат да ја задржат својата индивидуалност и да тргнат по својот пат, но исто така и за околината која што сака да помогне на своите блиски, кои што се индивидуалци, кои што сакаат на свој начин да ги постигнат своите цели, затоа што многу често знаат да настанат непотребни конфликти, каде што едната страна сака да се задржи својата индивидуалност и да стигне до целта, што е прекрасно, и од другата страна имате околина која што сака да им помогне на своите блиски, можеби на децата, на пријателите, како и да е, полесно да дојдат до целта од нивната точка на гледиште. И тоа е прво нешто што треба да го разбереме, е дека има различни точки на гледиште. Ете, моментално јас сум на една сцена каде што ја имам моја точка на гледиште, камерманот има своја точка на гледиште, во режи има друга точка на гледиште. Сите ме гледаат, ја тоа што го гледам и другите што го гледат не е исто. Од мојата страна изгледа на еден начин, од другата страна изгледа на друг начин. И никој не е укриво.
Ете, целата идеја е како сите да сме во право и како да успееме да стигнеме до обстаночната, конструктивната цел која што имаме зацртана. Она што сакам да го нагласам е многу битно да ја задржиме нашата индивидуалност, затоа што мислам дека луѓето се најубави и најдобри во оригиналниот карактер кој што секој еден го има. Моето верување е дека секој еден човек е добар. Сите имаме подсвест, сите имаме негативни искуства, сите имаме трауми кои што во даден момент се активираат и не прават да изгледаме некогаш нервозни. Некогаш ќе кажеме работи кои што не ги мислиме. Колку често сме со некои блиски, ги сакаме, добри сме однаш ќе им се налутиме и ќе им кажеме работи кои што после 5 минути си викаме зашто моравме да ги кажеме. Нето, некогаш се менуваме и не сме ние. И тоа е тоа кое што и би сакал да биде акцент на оваа емисија. Секој еден од нас има своја точка на гледиште, има своји желби, има своји афинитети и во основа секој еден човек е добар. Но што се случува во животот и постоењето поради тоа што во дадени моменти се менуваме и стануваме некогаш некои други луѓе. Одеднаш ќе видиме во младоста колку имаме елан, колку имаме желба, колку имаме ентузијазам и во даден момент од животот почнуваме да се менуваме, почнуваме да ја губиме нашата индивидуалност, почнуваме да ја губиме нашата визија, почнуваме да ги губиме нашите мисли, стануваме фактички некој друг човек. Сега, можеме да станеме друг човек свесно и волно и повторно се вратиме во нашиот идентитет, или некогаш почнуваме да заликуваме и стануваме друг човек без да сме свесни дека таквото нешто воопшто се случило. Сега како е возможно? Гледате, например, кога ќе видите едно дете е толку високо со емоциите да може да биде куклата во еден момент, се игра со куклата, куклата се игра со мачето, мачето, се игра со различни игри, едноставно ги менува идентитетите, но го задржува својот идентитет. Колку е тоа битно да можеме да бидеме други луѓе, а при тоа да бидеме своји. Затоа што во животот и постоењето јас мора да бидам волен да се ставам во точката на гледиште на луѓето од режија, на камерманот, едноставно да можам да ги разберам нив. Ако бидам само јас, и ако ја забетонирам и зацементирам мојата точка на гледиште и ги убедам другите колку само јас сум управо и сите други се укрива, тогаш имам проблем. Тогаш не сум јас индивидуалец, односно индивидуа или немам индивидуализам во тој момент. Во тој момент не сум волен да бидам другите луѓе. Вистинскиот човек кој што има своји индивидуални идеи и карактеристики, го гаи тоа, го негува, но при тоа може да биде другите луѓе. Можеме да влеземе во друг идентитет. Пример за ова ќе ви кажам. Например, кога сме биле помлади, сме отишле у кино и сме гледале филм со Брус Ли. И наредните 2 сата сите се Брус Ли. Така или било кој идентитет кој што ќе го преземете знајно како глумци, влагате во тој идентитет и после тоа излагате во тој идентитет. Ето тоа е многу битно да можеме да го правиме лесно. Поради тоа што ако јас можам да бидам, не знам, мојата девојка и да видам од нејзина точка на гледиште зошто е битно да го направиме тоа што таа го сака, во тој момент ќе можам да имам разбирање и нема да правам стоп на тоа што таа го сака и нема да правам проблем. Поради тоа што во секој случај не сме сами на планетата, постоиме заедно со други луѓе кои што имаат свој став и кои што имаат своја точка на гледиште. Како да го задржиме нашиот став? Како да ја задржиме нашата индивидуалност? Како да стигнеме до целта? При тоа да немаме кавги, конфликти, објаснување, расправи со околината која што, пак ќе кажам, на еден или на друг начин, на свој начин, сака да ни допринесе и да ни помогне во тоа што сакаме да го направиме. Дури и луѓето кои што се во страв, лети имате можеби некои загрижени луѓе во вашата околина, вие сте толку ентузијастични, сакате да дојдете до некоја цел, им кажувате како ќе стигнам на овој или оној начин и однаш имате некој кој што е во страв околу вас, и однаш ќе ви го уништи можеби сонот со стравот и загриженоста, или некој кој што ви е луд во тој момент, но на еден или на друг начин и тие сакаат да ви помогнат да успеете. Од нивната точка на гледиште. Гледате со нивните порази, ако сте тие, ако ги имате нивните искуства, ако знаете што на тој човек му се случило, ќе сватите дека дури и тој, на некој начин подкопувајќи ги надежите ваши за иднината со стравот
или негативните сугестии, или ти кажува како не можеш да биде така, биди внимателен. На некој начин од негова точка на гледиште стварно сака да ви помогне, поради тоа што од неговите точки, од неговите очи светот изгледа малку поинаку и неговиот предлог како да успеете и како да дојдете до целта е на тој начин. Не значи дека треба да го прифатиме неговата сугестија. Поради тоа што колку повеќе паѓаме со емоциите, како животот носи стресови и трауми, ова го кажа веќе, толку повеќе сме стопирани, колку повеќе имаме загуби, колку повеќе имаме разочарување во животот, толку повеќе резервирани сме и толку сме повеќе повлечени од животот и постоењето и нема да сакаме да преземеме ризици, да бидеме, да постоиме, да идеме кон целта. Ке почнеме да ги гледаме работите низ призма на гледиште на минатите болни искуства и ќе сакаме да се стопираме себе си и едноставно да ги стопираме другите, сакајќи да ги заштитиме од можните порази кои што би ги направиле. Она што сакам да го кажеме, немојте да се борите против луѓето кои што се во вашата околина, поради тоа што реков дека мораме да бидеме волни да влеземе во туѓиот идентитет, со други зборови да ги видиме работите со нивните очи и од нашата страна, за да можеме проблемот да го разрешиме. Тоа е добро, затоа што можеме да бидеме свој, но можеме да бидеме некој друг човек и едноставно повторно можеме да се вратиме и да бидеме свој. Лошо е кога ќе станеме друг човек, со текот на годините ќе се загубиме себе си како индивидуа. И ќе зборувам за тоа. Но она што сакам да го покажам на почетокот да гледате го топчево. Има две страни, има плава и има жолта страна. И ако имате од една страна еден човек, од другата страна е другиот човек, секој си гледа реалност своја. Овој од оваа страна ќе гледа жолта, од другата страна ќе гледате плава реалност. Дали е волен овој човек од оваа страна да дојде од другата и да ги види работите на тој начин и овој да ги види нештото од другата страна на гледиште, од другата точка на гледиште. Тогаш, кога ќе можеме тоа да го направиме, ќе имаме многу поубава комуникација и самото разбирање фактички доаѓа од волноста да ја завземете точката на гледиште на другиот човек. Реков колку повеќе паѓаме со емоциите, почнуваме исклучиво да гледаме од наша страна. Не можеме, губиме таа способност фактички да бидеме другите луѓе. Но фактички тогаш не сме ни самите ние. Сега како го губиме идентитетот? Полека. Дали некојаш ви се случило, како старееме, почнуваме да заликуваме на некој од нашата фамилија, нашите блиски, дури и сопругот и сопругата викаат после долги години и физички почнуваат да личат еден на друг, но многу често почнуваат да ги имат истите ставови. Некој животот е борба во пониските емоции, е борба на наметнати ставови. Дал можем ја да ти го наметнам мојот став, дал другиот може да ми го наметне неговиот став на него, кон мене и да му убеди дека тој е во право. Или тоа не е поентата на животот. Така не сме, така нема да се гајме индивидуалноста и ќе ја загубиме. Ја губиме преку борба. Ајде да видиме како почнуваме да заликуваме на некој од нашата околина. Може да видите имате некоја девојка која што се однесува кон своите деца на можеби со прекурување или кавги, или ги кажува кога е нервозна истите зборови кои што ги кажувала нејзината мајка кога таа била помлада. И можеби, не знам се, у тинеџерските години едноставно можеби не ја досушила косата, ќе излезе со мокра коса или можеби не облечена соодветно и одеднаш мајката ќе викне: "Каде излагаш така со мокра коса? Ја ли ќе лежам на тебе кога ќе се разболиш?" Така или што и да почнува да го збори како зборови кои што во даден момент излагаат од нас, не се под наша контрола, но до толку станале дел од нас, што не ни знаеме дека се зборови на некој кој што бил близок до нас. Видите, колку често се случува да младава девојка се борела против својата мајка. Мајката секогаш ја нервирала зашто така избори, зашто не дозволува тоа да го направи, што она сака да го направи, што другите нејзини другарки го прават и однаш почнува да влага во конфликт со својата мајка. Колку повеќе почнувате се борите против некој друг човек со својот став и верување, како старееме, толку повеќе почнуваме баш таа точка на гледиште некогаш да ја земаме. Не е секогаш така. Знам дека има ситуации кога луѓе ми кажале: "Ја баш се однесувам на спротивен начин од тоа како другите на негативен начин се однесувале кон мене." Се збориме за нешто што е негативно, да кажеме во однесувањето, или можеби имате некој дечко кој што почнува кога е љут да го драматизира својот татко кој што кога самиот тој бил луд кажувал зборови или користел можеби физичка сила и така натаму и во даден момент ја презема улогата на својот татко.
Видите, често пати влагаме во некои идентитети кои што не сме ние и од кои што некогаш не сме горди дека го правиме тоа. И на сите ни се случува. Кажете, поради тоа што тие емоции, тие зборови од околината влагаат во нас. И во дадени моменти, кога сме лути, кога сме тажни, кога сме пониско со емоциите, почнуваме да се однесуваме на начин на кој што оригинално не би го направили или не сме тоа ние. Велат дека секој едно дете, уште кога е многу младо, ги знае своите цели. Што се случува со околината која што почнува да ги наметнува целите врз своите деца? Знаете, или затоа и често пати кога зборам, знаете, умот на децата е празен. И треба да внимаваме какви зборови кажуваме во околината, поради тоа што сето тоа влие. Емоцијата околу нив се снима во нас. Зборовите кои што околината ги кажува се врежуваат во нашиот ум и почнуваме да ги драматизираме тие работи. Кај тако, често пати, ако цело време сте со човек кој што е лут, во лутини и почнува да ве прекорува, и почнува да ве вика, и почнува да ве кара, и така натаму, не е чудо после некој време да почнуваме да ги користиме токму тие зборови кога сме лути или кога сме нервозни, едноставно како грамофонска лента ги кажуваме, секогаш се истите зборови, ако ви текнува, но знаете во тој момент дека глумите некој друг човек. Може би го глумиме таткото, може би дедото, може би кој да е. И на нив им се случило истото. Гледате, треба да го разбереме другиот човек. Не е идејата да се бориме против другите луѓе. Колку повеќе се бориме и протестираме против другите луѓе, толку повеќе на некој начин се спојуваме со нивниот идентитет и стануваме како нив. Тоа е како една мува која ќе влезе во пајажина, колку повеќе прета, толку повеќе пајажината почнува да ја обвиткува и ја гуши. Така да имаме две работи кога зборуваме за индивидуалност. Да ја гаиме својата индивидуалност, да знаеме кои се нашите цели, кои ни се наметнати цели, кои се наши, кои не се наши цели. Ете, често пати имаме цели кои што се од околината. И колку е битно да едноставно имаме контрола врз нашата околина на тој начин што ќе им даеме поддршка и сигурност и дека ќе веруваме во нив да стигнат до таа цел која што ја сакаат. Гледате, дури ако греши некој човек очигледно во изборот на целта или по патот по кој што сака да стигне, убавиот приот, поттикот, давање на знаење, користење на афинитет, а не прекор, за да му покажете нешто, е вистинскиот начин како можете да му помогнете самиот да види дека можеби не го избрал најдобриот пат. Поради тоа што во животот и постоењето никој не оди сам. Околината, гледате што се случува. Ако имаме околина, ова сме ние, и сакаме да одиме некаде. Ако имаме околина која што со афинитет, љубов, толеранција ни помага да ги коригираме грешките и ни укажува на исправниот пат, за да можеме да стигнеме до целта, едноставно секој го сака тоа затоа што се чувствува прифатен. Што се случува во другата ситуација, ако имате некој човек и одеднаш начинот или изборот кој што човеков го направил во животот, или како тој се однесува, или како изгледа, или која е целта која што ја сака, или не знам што е тоа што сака да го работи, ако почнете да го инвалидизирате тој човек, ако почнете да му покажувате колку греши, во тој момент, или му покажувате со емоциите дека не е добар. Гледате, не морате некој човек да го инвалидизирате само преку зборови, да му кажете колку не е управо, колку си погрешил, колку тоа што си го одбрал и тоа што си го направил е грешно и така натаму. Не е инвалидизацијата само преку зборови. Може едноставно да еманирате емоција, пример љутина. Едноставно не му зборите на тој човек. Тој човек знае дека греши во однос на вас. Или кога сте огорчен према некого. Гледате, тоа е начин на негативна контрола. Или едноставно сте разочаран во некого. Тоа е начин на негативна контрола. Како мислам негативна контрола? Затоа што тоа што му покажува на другиот човек е дека он ова што е не е добро. Секако дека зборувам за конструктивни цели. Ете, тука е проблемот. Секој од своја точка на гледиште си го гледа животот и мојата емисија која што ја презентирам, знам. Но ако имаме некој човек кој што има своја конструктивна цел, кој што има афинитет и така натаму, и одеднаш ако му кажете колку не е добар,
поради тоа што секој еден човек има волност и желба да се допадне на другите луѓе, она што ќе го направи човекот ќе се смени малку. За да го удоволи овој човек кој што не го прифаќа. Но ако овој човек си има свој страв од својот живот и негативни искуства од својот живот, дури овој сменет идентитет, гледате, он не го одобри овој идентитет, но ќе го одобри овој идентитет. Знаеш што? Ако ја смениш твојата работа или ако не бидеш толку ваков или ако не си ваков или ако си таков како што јас сакам да бидеш, тогаш ќе те прифатам. И овој ќе се смени во друг идентитет, но често пати овој човек ќе наметне некоја друга промена која што треба да се направи. Гледате, веднаш ќе западнеме во некој друг идентитет кој што овој човек ќе треба да го прифати. Ако почнеме да го живееме животот само да им се допаднеме на другите луѓе, тогаш ги напуштаме нашите идеали, нашите цели, нашиот пат кој што сакаме да го одиме. И тогаш обично ќе се изгубиме себе си. Ретко ги задоволуваме стравовите на овој човек кој што мислиме дека ако се смениме, ќе му ги коригираме стравовите или ќе го направиме посреќен. Секој еден човек има одговорност преди се да биде среќен поради самиот тој. Ако се смениме на еден или друг начин, многу ретко ги правиме другите луѓе среќни. Секако ако правиме нешто што е негативно, ако правиме деструктивни работи, со право се луѓето да бараат да се промениме. Сега зборувам за оној другиот дел, кога сме позитивни, кога сакаме цел, кога едноставно стварно е нешто што е конструктивно, но другиот човек поради неговите стравови, поради неговите трауми, сака да не промени. Пример ќе земам. Има дечко кој што, не знам, сака да оди на мотивацијски семинари или на нешто што сака да го направи, на некој концерт или да отиде со пријатели на некој настан и одеднаш имате девојка која што е малку љубоморна и едноставно ќе го прашате дечко, добро, кидеш на концертот, кидеш на предавањето, па не би да одам, знаеш, поради тоа што не ми одобрува девојката. Видите што се случува? Почнува дечково да се менува, девојката го засакала поради тоа што бил каков што бил, индивидуа, која што е креативен, можеби бестрашен, едноставно некој високо со емоциите, заради тоа се заљубила во него. Животот носи трауми, носи промени, носи дадени кризни ситуации. Однаш девојкава, можеби за да го контролира наводници, не е тоа добра контрола, ќе почне да му ги ограничува работите и ќе го направи во некој човек кој што според неа он би требал да биде, но верувајте, дури и за неа овој променетиот човек во полошата верзија не е добар. Затоа што кога ќе почнеме да се менуваме по некој кој што не сме, другите луѓе не контролираат на негативен начин, но верувајте не се восхитуваат. Девојката, и тоа им викам секогаш на луѓето, на дечково конкретно, знаеш што она те сака заради тоа што си бил. Ако почнуваш да се менуваш како она што сака исклучиво да бидеш, нема да те сака поради тоа што не си тоа што си. Им кажувам, ако се предадете себе си, своите идеали, своите цели, својот сон, својот пат, ако се предадете себе си во тоа, набрзо ги предадете, можеби пријателите и луѓето околу вас. Видите, ако имаме конструктивна цел, ако имаме добра цел, ако сакаме нешто убаво да направиме во животот и постоењето, наша одговорност е да го следиме патот кој што сме го одбрале. Наша одговорност е да ги разбереме другите луѓе кои што не викаат зашто секојаш годиш најтрновитиот пат, поради тоа што од нивната точка на гледиште има друг пат и тоа е многу валидно и многу вредно. Главното мото е за да не влеземе во конфликт и во појажина, едноставно да не станеме други луѓе. Разберете ги другите луѓе околу вас, поради тоа што секој еден си има своја точка на гледиште и свој живот. Но она на кој што дури тие луѓе кои што се обидуваат да не спречат поради нивните стравови, да направиме нешто големо и конструктивно, пак ќе кажам, дури и самите тие, кога ќе отидеме да ја постигнеме целта и ќе оствариме, се восхитуваат на нас и на секој еден кој што има таа храброст да го направи тоа. Поради тоа што тоа е нешто кое што секој еден сака да го има. А тоа е креативност, храброст, цели и посветеност. Така да, не заборавајте дека не сте сами
на планетата и дека секогаш има и други точки на гледиште кои што треба да ги почитуваме, треба да ги вреднуваме, едноставно треба да знаеме дека можеби се и тие во право. Но исто така, немојте да прекинете да верувате дека можеби и вашиот пат, целта или тоа што го сакате, можеби баш тоа кое што на вас ви треба и можеби е приказката која што вие сакате да ја кажете. Секој еден човек сака да ја раскаже својата приказна, по тоа подразбирам животниот пат и целта која што сака да ја постигне. И секој еден човек треба да остави позитивна трага за сите оние кои што се околу него. Бидете храбри, да бидете индивидуалец, да бидете индивидуа и да преземете одговорност да работите, да ги правите на ваш начин, но исто така бидете човек, да можете да ги разберете другите луѓе и не влагајте во конфликт со нив, туку бидете се да ги разберете, заради тоа што од разбирањето на околината потекнува нашата слобода. Имајте убав ден.